Добродојдовте на второто предавање од онлайн видеосериите на курсот по германски јазик. На ова онлайн предавање ќе се изучува за личните заменки, што се лични заменки, како се формираат, како се изговараат и на крај ќе го завршиме со употреба и вежбање во реченици. Персонал прономен. Лични заменки. Пред да се учи за личните заменки во германскиот јазик, потребно е да знаеме што представуваат личните заменки. Заменките ги заменуваат именките во реченицата. Тие ја прават реченицата пократка и превенираат повеќекратно повторување на именките. Зборот кој заменката го заменила се нарекува претходник. Заменката треба да одговара на полот на именката која ја заменила. Например, Јулија, што представува именка, е заменето со таа, што е лична заменка. Личните заменки се специфични по лица и по падежи. Да објасниме на кратко. Прво лице се користи кога зборуваме за себе си. Второ лице се користи кога зборуваме со некого. Трето лице се користи кога зборуваме со некого за некој друг. За секој од овие три лица постои форма на еднина или сингулар и множина или плурал. За секоја лична заменка постои нејзина форма во номинатив, акузатив и датив падеж. Например, по лица. Прво лице еднина, јас. Прво лице множина, ние. Второ лице во еднина, ти. И множина, вие. Трето лице еднина, тој, таа или тоа. И трето лице множина, тие. Во продолжение е објаснато како се формираат личните заменки, но во германскиот јазик. Персонал прономен и номинатив. Лични заменки на падежот номинатив. Бидејќи изучуваме курс по германски јазик кој е за почетници, пред да започнеме со личните заменки за номинатив, потребно е да знаеме што значи падежи и што е тоа номинатив. Германскиот јазик содржи 4 падежи: номинатив, акузатив, датив и генитив. Номинатив или првиот падеж го означува одметот во реченицата, односно вршителот на дејството. Номинатив одговара на прашалните зборчиња веа, кој и вас што, односно кој или што го врши дејството во реченицата. Акузатив го означува директниот предмет во реченицата. Акузатив одговара на прашалните зборчиња вен, за кого, и вас што. Датив, накратко, го означува индиректниот предмет во реченицата. Датив одговара на прашалното зборче вем или кому. Генитив или последниот падеж се користи за изразување на сопственост при говор во реченицата. Секој од падежите си има своји лични заменки, кои се разликуваат меѓу нив. Но бидејќи го изучуваме курсот А1, кој е курс за почетници или личности со минимално знаење на германскиот јазик, во ова видео ќе бидат обработени правилата за формирање на лични заменки само за падежот номинатив. Персонал прономен за останатите падежи ќе се обработат заедно со учењето на соодветниот падеж.
Да започнеме со личните заменки по еднина. Падеж, номинатив. Прво лице еднина. Македонски јазик јас. А на германски их. Второ лице еднина. На македонски ти или вие. За во случај кога зборуваме со некого формално. А на германски du, ти или sie, вие. Сега да објасниме зошто второ лице еднина има два збора, ти и вие, односно на германски du или sie. Sie, то значи вие, е учтива форма и се користи кога се персира на некого, при формално зборување или просто кажано секогаш кога зборуваме со некој непознат. Формалната форма на второ лице, sie, се пишува секогаш со голема буква, без разлика на кое место од реченицата се наоѓа. Третото лице во еднина разликува три родови: машки род, среден род и женски род. Ќе започнеме со машки род. Третото лице на машки род по македонскиот јазик е тој. По германскиот јазик за тој се пишува ер, а се изговара ер. Разликата во пишувањето и изговор се објаснети во вториот дел од претходното, тоест од првото видео. Die Buchstaben und ihre Laute. Продолжиме со женскиот род. Трето лице еднина во женски род на македонски јазик та. На германски јазик зи. Во претходните две видеа научивме дека буквата С, која се наоѓа на почетокот на зборот, се чита како З. Трето лице еднина, среден род, е представено на македонски со зборот тоа, а на германски зборот S. А сега продолжуваме со вториот дел од видеото, односно за лични заменки во множина, падеж, номинатив. Прво лице множина. Ние. И прво лице множина на германски јазик wir. Се пишува wir, се чита wir. Второ лице множина, исто како и во еднина, има две форми, што во овој случај е вие и вие за учтива форма. На германски јазик истото се вика ihr, вие или учтива форма sie, кога зборуваме формално со некого или некого непознат. За учтивата форма sie во множина важат истите правила како во второ лице еднина. Се користи кога се персира на некого, на некои, односно кога зборуваме со непознати, како што претходно кажав. Третото лице множина на падежот номинатив, представено со зборот тие на македонски, што во превод на германски значи се вели зи.
Личните заменки во германскиот јазик потполно се разликуваат од оние во македонскиот или англискиот јазик. Поради тоа тешко се запамтуваат, посебно кај почетниците. Од таа причина можеме да повежбаме. Übung, вежба. Обидете се да ги погодите личните заменки кои недостасуваат на сликите. Ich, јас, es, тоа, зи, тие. Следно ќе напишеме неколку реченици по кои ќе се содржат личните заменки, односно, за секоја од досега учените лични заменки ќе се опишат по неколку примери. Zum Beispiel, примери. Почнеме со ред. Ich heiße Peter. Ich komme aus Deutschland. Во превод, јас се викам Петар, јас доаѓам од Германија. Следна реченица. Ich wohne in Hamburg. Јас живеам во Хамбург. Пета, wo wohnst du? Или, ако зборуваме формално, Пета, wo wohnst sie? Петар, каде живееш ти? Darf ich Sie etwas fragen? Што во превод би значило смеам ли јас вас нешто да ве прашам? Во случајов користиме формална форма со зи. Продолжуваме со машки род, трето лице еднина. Das ist Robert. Wohnt in New York. Ова е Роберт. Тој и живее во Нью Йорк. Das ist Peter. Trinkt кафе. Ова е Петар. Тој пие кафе. Das ist Emma. Sie wohnt auch in New York. Ова е Ема. Таа живее исто така во Нью Йорк. Das ist mein Auto. Es ist alt. Во превод на македонски, ова е мојот автомобил или моето ауто. Тоа е старо. Ich habe 2 Kinder. Wir wohnen in Dresden. Во превод, јас имам 2 деца. Ние живееме во Дрезден. Am Morgen wir gehen ins Kino. Утре савајле ние одиме во кино. Продолжуваме со второ лице плурал. Пета и Марија, wo wohnt ihr? Значи во превод Петар и Марија. Каде живеете вие? И последната реченица. Das sind meine Eltern.
Sie haben 2 Kinder. Превод. Ова се моите родители. Тие имаат 2 деца. Übung, вежба. Едно можеме да ја повежбаме употребата на персонал прономен во неколку реченици со германски јазик. Одберете еден од понудените помошни одговори. Кој си ти? Wer bist? Wer bist du? Е точниот одговор. Ова е Лео. Тој е доктор. На германски. Das ist Leo. Ist Arzt. Das ist Leo. Er ist Arzt. Одиме на следна реченица. Моите деца се викаат Роберт и Роберт. Тие се близнаци. На германски. Meine Kinder heißen Robert und Robert. Sind Zwillinge. Како се вели тие на германски? Meine Kinder heißen Robert und Robert. Sie sind Zwillinge. Денес ние јадеме и пиеме. Heute essen und trinken. Heute wir essen und trinken. Следно ќе бидат дадени реченици. Обидете се да ја погодите личната заменка, но без моја помош. Таа прави понекогаш многу грешки. Macht manchmal viele Fehler. Зошто ти не го кажа тоа претходно? Warum hast das nicht vorher gesagt? И последната реченица. Каде сте вие? Wo sind? Одберете еден од понудените одговори. Wir, Sie или ihr. Персонал прономен има акузатив, und датив. Лични заменки на падежите акузатив и датив. На почетокот на видеото споменавме дека постојат персонал прономен за сите падежи. Во ова предавање ги учевме личните заменки на падежот номинатив, а останатите за акузатив и датив ќе се изучуваат во понапредните видеа на курсот А1. Оставената табела служи само за кратка споредба и информативно за тоа што ќе се изучува понатаму. А сега да повториме. Заменките ги заменуваат именките во реченицата. Заменката треба да одговара на полот на именката која ја заменила. Личните заменки се специфични по лица, и тоа постојат 3 лица, еднина и 3 лица за множина.
Постојат различни лични заменки за секој падеж, но почетниците засега ги изучуваат само личните заменки за падежот номинатив. За полесно користење на персонал прономени или лични заменки, потребно е да се знае како се образуваат персонал прономени во сите падежи и лица, која именка во кој род спаѓа, кој дел од реченицата во кој падеж спаѓа. Тоа ќе го учиме понатаму. И да се вежбаат многу примери. Благодариме на вниманието. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. Ако сакате да гледате други видеа на курсот, кликнете subscribe. Данке!